кажете? А како мода докторка да не? Кажете ми само два пакета имаме тук и продукти от истина съпругата. Това е за лобардовци, сега сме и на паспорта. За лобардовци, а може и на вторият пакет истият паспорт да го ставим? 09? 1-1? Градски мешан хор, Вардар, диригент Марија Антонова. Тие се првиот и најчесто последниот допир за некого од нас. Тие се надеж и верба, зрак светлина во мракот на стравот и очајот. Тие се сочувство и смиреност. Тие ги прифаќаат предизвиците и ги менуваат човечките животи на подобро. Тие имаат знаење. Тие се непроценливо важен дел од тимот и спроведувањето на здравствените протоколи, на грижата и терапијата. Тие се оние наши мајки и татковци, сестри и браќа, синови и ќерки, пријатели и роднини, кои што гордо ги носат своите униформи и својата хуманост, како најважно одличие на градите, не само затоа што тоа е нивната професија, туку
можеби најмногу, затоа што тоа е нивната мисија. Некогаш, сега и во сите идни времиња. Драги пријатели, почитувани дами и господа, добар ден и добре дојдовте на централната манифестација за одбележување на меѓународната недела на сестринството во организација на Унијата на Сдруженија на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, кое што од почетокот на своето формирање токму на 12 мај 2017 година, со своите активности и проектирани заложби низ годините наназад до денес, имаше и има една и единствена цел, а тоа е севкупен напредок на сестринската професија. Под мотото "Ова е наше време" на централната манифестација по повод одбележувањето на меѓународната недела на сестринството, Унијата на Сдруженија на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, заедно со сите нас денес и овде, ја честува професијата и влогот на сите оние илјадници професионалци кои што со својата напорна и исцрпувачка работа, иновативност, со својата посветеност, пожртвуваност, ментална цврстина и длабоко сочувство со страдањето, се важен дел од општествениот и животот на секој од нас. Вие сте дел од мрежата на хероините, без кои не би можеле да ја извојуваме битката со COVID-19. Благодарение на несебичното ангажирање на медицинските сестри, многу животи се спасени. Вашиот посветен однос и неопходноста од вашиот придонес за медицинската дејност ме прави клучна алка во здравствениот систем. Чувајте се, останете храбри, останете борбени и почитувајте својата работа, бидејќи имате навистина многу благородна и хумана работа. Оваа војна ќе ја победиме благодарение на вас со едно големо искуство кое не научи дека вашата макотрпна работа треба сите ние бескрено да ја цениме. Që vinë me 2 pinë qëllim që kjo situatë të kaloj sa më shpejt. Përshëndetje nga Gostivari. Ви изразувам длабока почит за вашето деноноќно работење и воедно ви ја давам и нашата силна поддршка во борбата против коронавирусот. Би сакал да ви го честитам одбележувањето на меѓународната недела на медицинските сестри, техничари и акушерки. Живи и здрави сите вие кои што сте дел од сестринството и ви посакувам уште многу успешни добиени битки со пациентите, а благодарение на вашиот ангажман, на вашиот влог, на вашата професија и тоа како сте битен фундамент. Вие сте гласот на пациентите. Вие сте тука секогаш да им дадете терапија, но и да ги слушнете нивните страдања, болки и стравови. Папата Фрањо во оваа ситуација посебно го забележува вашето служење и со своите зборови и молитви посебно татковски близок со вас. Тој со право рече дека медицинските сестри и лекарите се новите следни светци. Како никогаш досега, светот и човештвото е исправено пред големи искушенија и предизвици на глобален, општествен и личен план. Време на преиспитување на речиси сите вредносни системи во речиси сите области од човековото живење. Но, речиси сите вредности. За среќа не и оние, универзалните човечки, етички и морални кодекси кои не познаваат и не признаваат никакви поделби, никакви категоризации, толку пати потврдени низ времињата како единствена мерка со која што се мери се добро на овој свет. И затоа во следниве минути подсетуваме на светоста на зборот и светоста на професијата. Медицинската сестра Ирена Вучиќ од јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември во Скопје ќе ја прочита сестринската заклетва со која што и официјално ја започнуваме централната манифестација по повод меѓународната недела на медицинските сестри 2022. Се обврзувам пред Бог и пред сите присутни дека ќе го поминам целиот свој живот во морална чистота
и посветено ќе работам својата професија. Ќе се воздржувам од било какви неконтролирани постапки и свесно нема да применам лек кој може на било каков начин некому да наштети. Се што е во моја моќ ќе направам да го подобрам нивото на својата професија и ќе ги чувам во тајност сите лични информации кои ги имам дознаено и сите доверливи информации со кои се здобивам при работењето на мојата професија. Со потполна лојалност ќе им помагам на докторите во нивната работа и посветено ќе ги обавувам моите работи околу болните. За посветеноста, за сочувството, за поместувањето на границите, за чувството на сигурност што го добиваме тогаш кога истото ни е најпотребно, благодарност за секоја сестра. Да се работи посветено на претворањето на вчерашните проблеми во денешни можности и денешни решенија, да се биде дел од секој чекор во здравствените протоколи и секој момент од грижата и негата на пациентот е многу повеќе од професијата која што е инкорпорирана во секоја клетка на здравствениот систем. Почитувани дами и господа, драги пријатели, дозволите ми сега на сцената да го поканам првиот човек на Министерството за здравство, доктор Беким Сали. Почитуван господине министре, повелете. Почитувана прва дама на Република Северна Македонија, професор доктор Елизабета Георгиевска-Пендаровска. Почитувана председател на Сдруженијето на медицински сестри, односно на Унијата на медицинските сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри од Унијата за нас, господја Гордана Бешлиовска. Почитувани директори, почитуван председател на се извинам, почитувам мој колега Љубиша Карамфиловски, почитувани представници на верските заедници, почитувани членки на Унијата на Сдруженија на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри, почитувани здравствени работници. Чест ми е што денеска заеднички тука во градскиот парк го одбележуваме меѓународниот ден на сестринството. Годинешното мото Глас што води, уште еднаш го потврдува вашето второ име, ангели, кои и во време на пандемија од невидени размери вложија надчовечки напори и учествуваа во што поуспешно справување со пандемијата и спасување човечки животи. Во оваа прилика сакам да изразам посебна почит кон 6 медицински сестри кои денес постхумно ќе бидат одликувани за нивната пожртвуваност да стане вечно запаметена. Почитувани, свесни сме за предизвиците со кои вие секојдневно се соочувате. Вашите искуства, вештини и знаења ни се потребни за заеднички да креираме политики, кои од една страна ќе значат унапредување на статусот на медицинските сестри, а од другата страна значи позадоволни пациенти. Во изминатите години беа реализирани активности со кои значително се подобрени условите за работа на медицинските сестри и на целокупниот здравствен персонал. Имаше изголемување на износот на додатокот за работа ноќе, зголемување на платите за средномедицинскиот кадар со високо, вишо и средно медицинско образование. Интенцијата е овој тренд и натаму да продолжи. Во рамки на работните групи, како и во нашите директни средби, подготвен сум за здрави дебати, сугестии, забелешки и ваши предлог решенија за надминување на предизвиците кои што стојат исправено пред сите нас. Еден од долгогодишните предизвици е испречување на одлив на медицински кадар и негово сведување на минимум. Зашто токму вашата професионалност, знаење и искуство се од непроценливо значење за здравствениот систем. Со ваков пристап сметам дека заеднички продонесуваме за унапредување на статусот на медицинската сестра во општеството. Сосем на крај го поздравувам овој собир, ви го честитам меѓународниот ден на сестрите
како и неделата на сестринството, порачувајќи дека преку заемна доверба, почит и работа заеднички можеме значително да го напредиме статусот на медицинските сестри, затоа што вие тоа го заслужувате. Ви благодарам. Благодарност за обраќањето на господинот министер. И уште еднаш настап на мешаниот градски хор Вардар по диригентската палка на Марија Андонова. Медицинските сестри ги разбираат предизвиците и свесни се за својата улога, за своите можности кои повлекуваат и одговорности и задолженија, но и права и ревалоризација. Свесни се за влијанието и импактот на нивната професија врз човечките животи, зашто тие се најблиску и секаде онаму каде што тоа е потребно. Дозволите ми на сцената да поканам една исклучителна дама, сопруга, мајка, сестра и пријателка, но пред се исклучителен и посветен професионалец, еден од главните иницијатори за создавање и формирање на Унијата на Сдруженија на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас. И се разбира, нејзин координатор. Повелете, господјо магистар Гордана Бешлиовска. Многу ми е убаво на микрофонот, бидејќи можам да им се поклонам на медицинските сестри. Ви се поклонувам до земја. Божествена е нашата професија. Божественото е во медицинските сестри. Се извинувам, срдечно ги поздравувам сите гости. Многу не направивте среќни и радосни. И првата дама, и министерот, и сите вие меѓу нас, директори, доктори на институции, главни сестри од целокупниот здравствен систем, каде што нас не има во сите пори. И во приватното, и во државното, и во јавното, и во примарното, и во секундарното, и во терциерното. Секаде сме на чекор позади болниот. Еден голем аплауз за медицинските сестри. Ви благодарам. Многу е убаво денеска да бидеш медицинска сестра. Кога ќе добиете пружена рака, не знаете, случајно не сте побарали да ви ја пружат, да знаете дека тоа било од медицинската сестра. Јас денеска ви го честитав празникот со една посвета на медицинските сестри, каде што кажав дека
Ако една жена е убава, сите ќе ја гледаат. Ако е паметна, сите ќе ја слушаат и ќе ја почитуваат. Ако е добра, сите ќе ја сакаат. А ако е сите три, таа е медицинска сестра. Сега, драги мои колешки, сите овие епитети да ги носите не е едноставно. Треба да бидете свесни што ние во нашата професија представуваме и колкава и каква е нашата мисија. Го поздравувам комплетно присуството на сите здруженија на пациенти овде меѓу нас, кои што се суштината на нашето постоење, поради кои ние во болниците постоиме со нашите фундаментални нивоа за спречување на болестите, унапредување на здравието, превенцијата, рехабилитацијата и олеснувањето на маките. Ве поздравувам сите во сите работни единици денеска на денешниот ден. На 25 милиони медицински сестри широм светот им го честитам денешниот ден во име на нашето сестринство, кое што е обединето, единствено и сплотено со 6 здруженија во Унијата, како никогаш до сега, која што слави годинава 5-годишен јубилеј. Ги повикувам на сцената да ми се придружат председателите на сите здруженија, заеднички да ве поздравиме, бидејќи на овој ист пат со иста цел сме сите заедно. Сдруженијето на медицински сестри акушерки Гостивар, Сдруженијето на медицински сестри албанци Гостивар, Сдруженијето Флоренс Најтингел Тетово, Сдруженијето на Славјанка Влахчева од приватната болница Систина, координаторката на акушерките. Ова се вашите координатори, преку кои вие го подигате гласот и ние заедно во Унијата, заеднички идаме кон постигање на нашата цел е современото сестринство. Би сакала да им одделам и на нив по една минута, бидејќи знам дека многу сакаат да ве поздрават. Во името на целата Унија ви благодарам на сите за денешното присуство. Ви благодарам на сите општествено одговорни фирми кои што ни помогнавте. Ви благодарам за целокупното присуство. Ви благодарам на вас пациентите кои ни укажавте чест. Ви благодарам за сето она кое што вие со нас во болниците знаете многу пати и на сестрите да им го простите. И треба да им простите, затоа што позади болничките врати имате медицински сестри кои што се уморни, кои што се малку на работните места, кои што се дефицитни, кои што се постојано во болниците, кои што се 24 часовно уморни и работат и надоместуваат за 2 до 3 колешки понекогаш. Немојте да ни забележувате, тоа не е затоа што не сакаме, тоа е затоа што понекогаш согоруваме затоа што не можеме се да постигнеме. Меѓутоа, Унијата, Сдруженијето и сите ние заедно со ова започеток прекрасна соработка со Министерството и овие сите соработки и пружена рака на кабинетот на председателот и на сите институции кои што навистина ја разбираат нашата мисија и ни ја даваат соработката, имаме голема надеж дека ќе успееме да се регулираме во законитоста на нашата професија, да ги постигнеме нашите цели, да се доближиме до современото сестринство, да станеме на работните места по-професионални, да ја почитуваме наспрам себе личноста на пациентите по неговите убедувања, неговите уверувања, да бидеме достоинствени на униформата што ја носиме. Вие сте професионални мајки во собствената професија. Безусловна е мисијата на мајката во професијата, вие сте безусловни мајки, тоест ние. Вие помладите секогаш да се огледате на повозрастните и поискусните наши колешки, а ние да се трудиме со раководните структури во образованието да го подигнеме нивото на образованието на медицинските сестри. Инвестицијата во образованието е стратегија за една здрава нација. Да ви се обратат колегите координатори на другите здруженија. Почитувана прва дама, почитуван министре, даме и господо, драги колеги, во име на Сдруженијето Флоренс Најтингел ве поздравувам и ви го честитам Меѓународниот ден на сестринството. Истовремено посакувам да нашето заедничко патување за ист цел биде остварено со тоа што нашите барања да се реализираат и да стигнеме до модерното и современото здравство и сестринство. Enderuara zonja e par, nderuar ministër i shëndetësisë, të dashur kolegë dhe kolege, zonja dhe zotëri. Në emër të shoqatës Florence Nightingale,
Ju përshëndes dhe ju uroj ditën ndërkombëtare të infermierisë. Njëkohësisht, shfrytëzoj rastin që rrugtimi jon i përbashkët të jetë i realizuar dhe kërkesat tona të realizohen gjithmonë kështu së bashku, duke arritur qëllimet tona në infermierin moderne dhe bashkohore. Ju falemderit. Добър ден, драги присутни, добър ден на првата дама, на министерот за здравство, на председателот на синдикатот и сите присутни, драги колешки. Јас сум Джебат Салија од Гостивар, председател на Сдруженијето на медицински сестри албанки од Гостивар. Во моје име на сите колешки од Гостивар, ви го честитаме празникот со цел сите заедно, сите во една унија да напредуваме и нашите барања да бидат направени во право време и на право место. Të nderuar të pranishëm, e nderuara zonja e parë, zotri ministër, kryetari i sindikatës, të pranishëm, motra dhe teknik medicinal, ju përshëndes, unë jam Xhevat Saliu, kryetari i shoqatës motrave medicinale nga Gostivari. Në emrin tim dhe në emër të gjithë kolegeve nga Gostivari ju përshëndes, ju uroj ditën e infermerisë, uroj që ne të bashkohemi, të gjithë së bashku të punojmë që të arrijmë të drejtat dhe detyrat tona të jenë ashtu si duhet. Ju falenderit, ju përshëndes. Добар ден, почитувани гости. Јас сум Ивица Бебилски, представник на Сдруженијето на медицински сестри и техничари, акушерки од Гостивар. Посебна чест и задоволство ми е што токму јас во името на сите сестри, техничари и акушерки ви пренесувам топли поздрави и честитки за храброста, борбеноста и страјноста во овие тешки мигови за сите нас. Ова се времење на една голема чума која направи луѓето да се плашат едни од други. Но од друга страна, само ние, медицинарите, продолживме да функционираме како едно големо семејство и останаме доследни на нашата професија. Затоа на овај ден, денот на сестринството, сакаме да им одадеме почит на тие што ги изгубија своите животи во оваа борба, но и поддршка на сите колеги и колешки кои успешно се справуваат со вирусот. Благодарам. Добар ден на сите, колеги и колешки, нека ни е чести денот и неделата кога ја прославуваме нашата професија. Денес би сакала, бидејќи мој дел од денешниот говор ќе биде поврзан со историјата, би сакала да се заблагодарам на јавно на семејството на Славјанка Влахчева, бидејќи ни одобри да го користиме незиното име при основањето на Сдруженијето на медицински сестри, акушерки и техничари во клиничката болница Аџи Бадем Систина, која ги обединува сестрите кои работат сите во приватниот сектор. Ви благодарам. Сите вие знаете дека Сдруженијето и Унијата во дадени ситуации мораме, заради отсуството на нашиот репрезент во Министерството за здравство и во здравствените структури каде што се носат одлуките, нашата едукативна основа на која што сме формирани поминува во просиндикални однесувања каде што ние ги бараме нашите права, ги бараме подобрувањата на условите. Бидејќи денеска со нас е првиот човек на гранковиот синдикат, каде што аплицираат сестрите со најголема бројка, бидејќи ние сме најмногу бројни во здравствениот систем, такви сме и во синдикатот. Би сакала сето она кое што го постигнавме во изминатиот период по однос на некои од нашите барања, лично да ви ги прикаже кратко и да ви го честитат денот, за да сватите дека синдикатите едноставно ни сакаат да ни излезат во пресред и ние заедно ќе се бориме, бидејќи тоа е единствениот начин преку кој што сега може да ги бараме и да ги успееме да ги подобриме нашите коефициенти и да ги подобриме нашите услови на работа. Господин Карамфиловски ве повикува да им се обратите на сестрите со еден поздрав.
присутни. Некој рекол, а јас би рекол дека тоа е и правата вистина, кога ќе спасиш еден живот, тога си херој. Кога ќе спасиш 100 животи, тога си медицинска сестра. Чест и задоволство ми е што сум денес присутен тука меѓу вас во одбележувањето на овој ваш меѓународен празник, празникот на медицинските сестри и техничари, посебно што тоа е пред оние кои се неголемото членство, неголемата бројка на вработени во здравствениот систем, а воедно и од синдикална позиција, она што каже и вашата председателка, нашето најголемо членство. Новиот вирус, COVID-19, можеби најбитно во оваа ситуација е што ја донесе на некој начин, а и ја потенцира вашата огромна улога и пожртвованост, а со тоа и го потврди вашето значење во постигнувањето на универзалната здравствена заштита. Би кажал, вие сте на јаката спона меѓу пациентот и лекарот. Со вашата едукација и многуте ваши специјалности, само по себе, ви се зголемува вашата одговорност, но истовремено и ја потенцира вашата самостојност во работењето, со што во такви, да кажам, рамноправни услови веќе станувате и рамноправен член на мултидисциплинарните тимови. Би завршил пред да кажам и она што вашата председателка го потенцира околу она што ни е приоритет во делот на корекцијата на коефициентите, би завршил со тоа што за да бидеш медицинска сестра значи да го имаш она најубавото во човекот, хуманоста и посветеноста на професијата, да бидеш нечија сенка, да бидеш нечија потпора, да знаеш да ги запреш собствените солзи, а да ја изнудиш на смевката на пациентот, да даваш се од себе и да се препуштиш на предизвикот на професијата без разлика на ризикот од истата. Нека е честит 12 мај, меѓународниот ден на медицинските сестри и техничари. Сега, ако ми дозволите, накратко би се осврнал околу синдикалната активност и она што вас најверојатно ќе ви интересира. Тоа би било кратко во делот на нашите активности. Она што каже и вашата председателка, како наше неголемо членство во самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита, ние имаме и неголемата обврска према вас. Посебно во овој момент морам да го потенцирам и да кажам дека на преговарачката маса како наш приоритет е ставено корекцијата на коефициентите на медицинските сестри со средно образование. Очекуваме дека сето тоа ќе се случи, потврда на тоа и присуството на министерот за здравство, кој заедно, знаете, го подпишуваме тој колективен договор. Се надеваме дека на известен начин ќе дојде до и одредена валоризација на вашиот труд. Сметаме дека тоа го заслужувате. Приоритет го имаат медицинските сестри со средно образование, но тука не има да заостанат и сестрите со високо образование, со специјалности. Имаме многу активности, но сакам само да ја потврдам она што каже и вашата председателка, дека нашата заложба и приоритетот е корекцијата на коефициентите на сестрите со средно образование. Благодарам. Благодарам, господин Карафиловски. Глобалната пандемија со COVID-19, за жал, послужи само како еден своевиден подсетник за исклучителната важност на сестринската професија. Ве поканувам заедно да ја погледнеме видеопораката на председателот на државата, господинот Стево Пендаровски. Пандемијата ги покажа хроничните недостатоци на нашиот здравствен систем, вклучително и несоодветните работни услови и недоволниот број на здравствен персонал. Но истовремено, оваа најголема здравствена криза на нашето време ја потврди посветеноста и пожртвуваноста на здравствените работници, вклучително и на медицинските сестри. Тие го носеа и се уште го носат најголемиот товар на пандемијата. Соочени со стрес и изнемоштени од деноноќните дежурства, диспропорционално изложени на ризикот од зараза, медицинските сестри се вистинските херои на нашето време, што продолжуваат секојдневно да се грижат за здравјето и животите на луѓето. На 12 мај, меѓународниот ден на медицинските сестри, се сеќаваме на вашите колешки кои ги загубија своите животи во борбата против вирусот. Верни на хуманиот повик до крај, Виолета Кацарска, Дијана Макошевиќ Димовска, Елица Андреевска, Ирена Дојчиновска Милошевска, Нашиде Емини и Мирлинда Алими ги положија своите животи за да спасат други животи. Нивната голема и скапа жртва
не обврзува со благодарност да се сеќаваме на нив и да се угледаме на нивната солидарност, но и да вложуваме во унапредување на положбата на медицинските сестри во Северна Македонија, бидејќи само така ќе придонесеме кон подобрување на здравствената заштита на сите граѓани и на целото македонско општество. Нека ви е честит Меѓународниот ден на медицинските сестри. Северна Македонија, господинот Стево Пендаровски, а сега дозволете на сцената да ја поканам сопругата на председателот Пендаровски, професор доктор Елизавета Ѓоргиевска, која што во им черки и стоматолошки сестри на Македонија ќе ги врачи постхумните одликувања за живот и дело, посветени на хуманоста и професијата. Господјо Ѓоргиевска, повелете. Постхумните одликувања ќе ги примаат членови на семејствата. Унијата на Сдруженијата на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри на Македонија со благодарност им доделува постхумни одликувања за живот и дело, посветени на хуманоста и професијата на Виолета Кацарска, 3 февруари 1963, 16 август 2020, јавна здравствена установа Здравствен дом Берово. Вечен спомен за живот и дело, за хуманост и посветеност на професијата, се одликува постхумно Дијана Димоска Макошевиќ, 29 септември 1271, 25 септември 2020, јавна здравствена установа Општа болница Охрид. За Андреевска Елица, 2 јануари 1965, 4 декември 2020, јавна здравствена установа доктор Трифун Пановски Битола. За Ирена Дојчиновска Милошевска, 18 декември 1980, 17 декември 2020, јавна здравствена установа, специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина, 13 ноември Скопје. Ликување за живот и дело, хуманост и посветеност на професијата, за нашите емини, 28 септември 1961, 12 јануари 2021, јавна здравствена установа Градска општа болница, 8 септември Скопје. Хумно одликување за живот и дело, за Мирлинда Алими, 11 ноември 1992, 13 август 2021, јавна здравствена установа Општа болница во Кичево. Почитувани, во име на семејствата на постхумно одликуваните, ке се обрати Илија Милошевски. Повелете на сцената, ве молам. Добар ден на сите колеги. Баш ми е драго што волкав број дојдовте да одвоите од вашето слободно време овдека да бидете заедно со нас. Чест и задоволство ми беше да живеам со особа која својот живот го даде за медицинските сестри. Затоа би ве замолил
доколку може со едноминутно молчење да им дадеме достоинствена почит. Нека им е вечна слава. Заслужија огромен аплауз. Символика во лето на голабите. Тие што нашите ангели. Благодарност и незаборав на делото и на сите оние други. Различни профили и поединци од другите области, чии што живот изгасна за време на пандемијата, но и на сите оние кои што својот живот и својата хуманост секојдневно ја вложуваат за доброто на другите и од неа прават паметник за гордоста и достоинството на генерациите што се и што допрва доаѓаат. Благодарност за професор доктор Елизавета Ѓорѓиевска, благодарност за министерот, за членовите на семејствата на постхумно одликуваните, за сестрата Гордана Бешлиовска и председателите на Сдруженијата, на Унијата на Сдруженија на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри. За нас еден огромен аплауз свему за сите. Почитувани централната манифестација по повод одбележувањето на меѓународната недела на сестринството под мотото "Ова е наше време", заедно со сите нас денес, ја чествува професијата и влогот на илјадниците професионалци од сестринската фела, но пред се го чествува и животот и се добро во него. Единствено измерено со единствената мерка на сите човечки вредности – човечноста. Имам чест да ви ги најавам нашите прекрасни врвни уметнички имиња Јета Старова и Ермај Мехмети и нивната музика инспирирана од пребогатата музичка традиција на нашите луѓе и на нашите народи на овие простори низ времињата. Ве молам уметниците да пристапат на сцената.
priča? Da ne ti zvonam uopšte?
Јета Старова и Ермаль Мехмети. Уште еден аплауз на нив. Нашата сила како медицински сестри не е одредена само од едно ниво или од една задача или обврска. Тоа е незапирливо патување кон учењето, честа и шансата во овие моменти да се направи макар и најмала разлика во животите на нашите пациенти. Ова е наш момент, денес е нашиот ден, а утре исто така. Ние сме горди на нашиот повик. Ова е само краток и силен фрагмент од писмото до Флоренс Најтингел на сестра Елизабета Настеска, првата македонка чијто текст посветен на Флоренс Најтингел и годината на сестринството е објавен во Женева. Повелете. Почитувани дами и господа, почитувана прва дама на нашата земја, почитуван министре, почитувана наша председателка, почитувани мои колеги и колешки, особена ми е чест и задоволство да бидам денеска дел од вас, да ви го прочитам скратената верзија од писмото кое ги обедини сите сестри во светот. Да се влијае на текот на историјата и здравствено-обштествените текови, треба да се биде навистина силен. За да се биде силен, треба да се биде една медицинска сестра. И времето покажува дека само со една силна желба и храбар дух можат да се достигнат вредностите за кои што сметаме дека се реална човечка потреба. Како светот би изгледал похуман, поблагодарен, исполнет со љубов и среќа за што повеќе луѓе. А најчесто носители на прогресивните идеи што го водат човештвото сме токму ние медицинските сестри, кои со својата љубов кон професијата и со секојдневните дела на хуманост што ги правиме, длабоко се врежуваме во она што се вика минато, сегашност и наша вечна иднина. Како што ти во својата работа како предводник на сестринството се истакна и се бореше во време на Кримската војна, така денес ние, твоето потомство, сме хероите кои многумина ги бараат. Навистина, не е лесна работа да се биде господјата со ламбата и да се бориш за уште еден ден и за уште еден. Од тебе ја научивме способноста да се биде хуман и сочувствителен човек, како и заедничката волја да креираме еден поубав свет. Со моќта која ја имаме, ние влијаеме, секој ден менуваме и спасуваме животи, се залагаме за здравието за сите и ја даваме потребната нега на сите. И кога сето ова еден ден ќе завршим, дури тогаш ќе можеме да ги погледнеме сите емотивни и физички лузни од оваа битка. Хероите се луѓе кои го прават она што треба да се направи, без разлика на последиците. Херои се сите медицински сестри и акушерките од целиот свет, кои работат во сите часови од денот и ноќта, без разлика на кое место се наоѓаат. За мене херои се сите оние кои во секоја клетка во нивното тело има онолку верба и сила за да му се помогне на целиот свет. Ова се моменти кога чувствуваме дека сакаме да се откажеме, но ние продолжуваме да се бориме. Има моменти кога ги преиспитуваме нашите способности, а со тоа и нашата совест и разум. Но и покрај се, ние можеме да се издигнеме над сето тоа. Ке се издигнеме, бидејќи нашата сила како сестра не е одредена само од едно ниво или една задача или обврска. Тоа е незапирливо патување кон учењето, честа и шансата во овие моменти да се направи макар и најмала разлика во животите на нашите пациенти. Затоа ова е наше време, ова е наша иднина, ова е наша недела на сестринството, ова е наш момент, ова е наш ден, а и од утре исто така. Ние сме горди на нашиот повик за помош. Да, почитувана Флоренс, знам дека сето ова го гледаш од некаде и се надевам дека си горда на сите нас. Ја користам оваа прилика јавно да искажам благодарност на нашата Флоренс, нашата хероина сестра Гордана Бешлиовска, нашиот водич на ова здружение и во служба на сите нас. И треба да се запрашаме сите зошто таа го прави сето тоа, зошто постојано не тера да се сакаме и почитуваме меѓусебно како еден племенит глас што води. И колку жртви носиме во име на тој глас за кој сме се определиле. Затоа на овој ден ние тебе ти се поклонуваме, исто како што ти нам секојдневно ни се поклонуваш и ни ја возвишуваш професијата, затоа што неуморно застануваш зад нас, лобираш поддршка на сите сестри
И во мое име, во лично име, во името на мојата драга колешка Христина Гулеска и во името на сите сестри и приватниот сектор од Прилеп. Благодарам, ве молам. Илјана Дилевска, од каде ти е енергијата, жено, за се ова што го работиш? Сега, драги мои сестри, гледате дека вие сте мојата енергија и мојот стимул за работа и морал. Ви се поклонувам до земја и му благодарам на Бога што сум медицинска сестра, што сум со сите вас и денеска е многу убаво да си медицинска сестра. И не само овој ден. Многу ми е драго што сите овие наши драги пријатели и сите други дојдоа и видоа како медицинските сестри се дружат и знаат да се почитуваат и да си одедат почит на собствената професија и надвор од болниците. Тоа сме ние медицинските сестри. Можеме не сме ангели, но сигурно сме втората најубава работа после ангелите. Ви благодарам. До сите медицински сестри, болничари и целиот персонал. Упатувам срдечен поздрав до Сдруженијето на медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Знам дека ова е ваша недела, но ако ме праша некој мене, ова е ваша година. Тоа што го правите е од неизмерлива големина и заслужувате почит од сите нас. Од се срце ви го честитам денот на сестринството и ви посакувам и понатаму да останете херои. Благодарам што сте тука во првите борбени редови во овие тешки моменти за целото човештво. Најголемата цел на еден човек е да помогне, а вие тоа го правите секојдневно. Особена чест и задоволство ми представува што ми дадовте можност со моево обраќање да ви ја честитам Интернационалната недела на медицински сестри. Преку овој постер кој содржи 200 рози, да символично честитам на првата жена која пред 200 години се ангажирала на исти начин како и медицинските сестри годинава. Во овие тешки времиња на пандемија сакам да оддадам и морална поддршка на целата медицинска фила која се соочува со моменталната состојба. Да честитам неделата на акушерки и медицински сестри и да ви се заблагодарам за сето она што го правевте, што го правите и што ќе продолжите да го правите за здравјето на пациентите и за функционалноста на здравствениот систем. Никогаш не е залудно кога на оние што се болни ќе им подадете рака, кога ќе им се насмевнете, кога ќе ги утешите. Оваа прилика би сакал да ви ја честитам Меѓународната недела на медицинските сестри. Во време кога светот застана, вие медицинските сестри, заедно со лекарите, се тие што го движат. Сакам да ви го честитам празникот и да ви заблагодарам што ме направите годи во ова време на криза. Денеска сум тука да ги поддржам медицинските сестри кои секогаш верно се борат во првите борбени редови за нашето здравје. Но и најдолгиот пат започнува со првите чекори. За почетоците, за историјатот, за сестринството, во следниве минути со Ирена Нечевска. Повелете. Негата на болните е стара колку и човештвото. Првата фаза или почетната фаза од историскиот развој на негата траела долго, секогаш се спроведувала поради страдањето од повреди во борбата за обстанок, лов, совладување на природните препреки и елементарни непогоди, борби меѓу племенските заедници и слично. Постојат историски и археолошки податоци за развитокот на медицината во старите цивилизации, како што се кинеската, вавилонската, египетската и грчката медицина. Втората фаза започнува со периодот на христијанството, средниот век и половината на 19 век, кога монасите и калугерките ги негувале болните во манастирите. Во Македонија во 9 век во Охрид биле основани првата словенска манастирска болница за бесплатно лекување и првата словенска медицинска школа.
Темелите на модерното сестринство и сестринската професија ги поставува Флоренс Најтингел, жената со светлика или кримскиот ангел, која потекнува од богато семејство што ја овозможува образование и надвор од незината земја во манастирите во Германија и курсеви за нега на болен во Франција. Посветувајќи се целосно на професијата, работела како негователка, организатор, истражувач, статистичар, реформатор, писател и учител. Таа ги поставува стандардите за грижа и задоволување на основните потреби на болниот со своето исклучително познавање на математиката и статистиката, водела детален запис за работата во болниците во воени услови, ги следела смртноста на болните и ефективноста на работата на медицинскиот персонал. Статистичките модели, визуализацијата на податоци ја прави пионер во инфографиката и графичкото презентирање на статистички податоци. Објавила преку 200 книги, како и заклетвата на медицинските сестри. Сите тие книги, записи, извештаи биле пишувани на говорен народен англиски јазик, се со цел да бидат подостапни и поразбирливи за народот. Била реформатор и го промовирала јавното здравје. Се залагала за развој на сестринската професија и за правата на жените. Како што и самата ќе рече, напредокот на сестрите постои исклучиво ако истото се унапредува секојдневно. Во 1883 година го добива кралскиот орден, а за нејзината заслуга во 1912 година во Вашингтон е промовиран орденот за хуманост кој го носи нејзиното име. 12 мај, денот на нејзиното раѓање, е прифатен како меѓународен ден на сестринството. Во Македонија имаме 5 хероини, 5 медицински сестри кои го добиле медалот на Флоренс Најтингел, а тоа се Ружа Стојанова од Куманово, Цвета Хаджи Василева од Штип, Славјанка Влахчева или македонското девојче во бело, која е родена во Штип во 1900 година и била меѓу првите школувани сестри на Балканот. Во Белград главни инструкторки и биле неколку медицински сестри од Англија, кои биле пратени да обучуваат кадри на Балканот, лично испратени од Флоренс Најтингел. По завршувањето на школата се враќа во родниот град, работи во тогаш формираниот маларичен стационар и ја формира првата патронажна служба и ја спроведува БСЖ вакцината. Неколку години подоцна во Скопје иницира формирање на училиште за медицински сестри, истовремено работи во антитуберкулозниот диспансер, а по формирањето на училиштето станува и прв директор. Тогаш почнува со развој на програми за отварање на медицински училишта во поголемите градови во државата, меѓу кои е и медицинското училиште во Штип во 1956 година. Учесник е во Народно-ослободителната војна, а за незината хумана работа добитник е на највисокото признание на сестринството медалот на Флоренс Најтингел. Иванка Јовева Караѓозова, сестра, инструментарка, инструкторка во медицинското училиште во Скопје. Во 1941 година со успех ја завршува школата за медицински сестри и се стекнува со званието милосрдна медицинска сестра. Веднаш е распределена да работи во војната болница во Скопје како инструментарка на хируршкото оделение и во операционата сала на цивилното болничко оделение. Како симпатизер на движењето на отпорот, почнува да соработува со партизаните, организира транспорт на лекови и санитарни материјали. Станува активен учесник во Народно-ослободителната војна и на војното поле самостојно изведува хируршки интервенции и се справува со ранетите во недостиг на лекари. По завршувањето на војната се враќа на својата работна позиција, меѓутоа поради недостиг на наставен кадар, Иванка станува првиот инструктор во училиштето за медицински сестри. Постхумно со орденот за хуманост на Флоренс Најтингел е наградена во 1970 година. Последната, Ленче Кепева Алајгогова, наречена е корифеот на сестринството во Македонија, родена во Штип 1922 година и по примерот на неколку девојки од Штип, во 39-та заминува во Скопје и го започнува своето школување во медицинското училиште, кое го завршува со успех и се стегнува со звање медицинска сестра нудилка. Се вработува на инфективното оделение на првостепената болница во Скопје.
Орденот за хуманост го добива во 1978 година. Ви благодарам. Благодарност за сестра Ирена Нечевска. Ке ми дозволите една искрена благодарност уште еднаш пред да продолжиме со програмата. За сите вас кои што и под ова сонце сте тука заедно со нас. Искрена благодарност за сите вас кои што со насмевка, кои што со својата позитивна енергија денес помагате да се чествува меѓународниот ден на медицинските сестри. А сега дозволите ми да најавам една дама која што својата инспирација ја наоѓа во македонската пребогата фолклорна музичка традиција и чија што песна има некаква символика во сето она што медицинските сестри го прават со години и низ времињата наназад. Кој што ме чуе да пеам и Елена Андоновска. Кој што ме чуе
ме чуе да пеам со Елена Андоновска. Ништо без љубовта во човечките животи. Многу љубов треба да се има за да се работи сестринската професија. Многу љубов и многу посветеност, затоа што ништо во животот не може без љубов. Ве молам еден огромен аплауз и за нашиот следен уметник, Джина Папазџокси, кој повторно, како и секогаш, ќе пее за љубовта. Пака пред да почнам, да завршам. Јас сум тука денеска заменски, на местото на Ристо Самарџиев. Ристо, имате голем поздрав од него. Денеска се подготвува да добие златна бувамара на популарноста. Па така јас некако, ете ме замоли за да дојдам. И да го одбележиме овој ваш ден. Вие сте најголемите херои овие последниве 2 години. И малку е некој споменик да ви крене. Треба нешто пограндиозно. Ви благодарам од се срце. Утеха е допирот на медицинската сестра. Во следниве минути заедно да ја погледнеме видеопораката од деканот на стоматолошкиот факултет, доктор Киро Ивановски. Докажавте голема чест што ме поканивте да ви се обратам по повод Меѓународниот ден на сестринството.
Ги следам активностите на вашето здружение за нас и ги поддржувам истите, затоа што тие не се само во ваш интерес, туку и во интерес на целиот здравствен систем на нашата држава. Значењето и улогата на сестрите во системот на здравствената заштита го знаевме, но пандемијата со COVID-19 ни покажа како без овој кадар ние не можеме воопшто да функционираме. Изминативе 2 години вие бевте во првите борбени редови, справувајќи се со голем број на предизвици и непознати работи со кои дотогаш не сте се сретнале. При тоа и медицинските сестри и стоматолошките сестри пожртвувано работеа во интерес на здравјето на пациентите, не штедејќи се себе си, а понекогаш го запоставуваа и своето семејство. За жал, дел од нив ја загубија борбата со оваа подмолна болест и денес не се со нас. Затоа ги ценам напорите кои ги презема вашето здружение и се надевам дека ќе успеете во вашите заложби, медицинските и стоматолошките сестри, техничарите и акушерките да го добијат вистинското и заслуженото место во системот на здравствената заштита на Република Северна Македонија. Соработката која ја имате со Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Стоматолошки факултет Скопје, ќе продолжи и понатаму со бројни активности кои деновиве ги договаравме. На крај, дозволете ми да ви го честитам Светскиот ден на сестринството 12 мај, да ви посакам пред се многу здравје, лична и семејна среќа и секако успех во работата. Тоа беше видеопораката од деканот на стоматолошкиот факултет, доктор Киро Ивановски. А кога во животот доаѓаат тешки времиња и кога има повеќе облаци отколку сонце, повторно е тука љубовта, како единствениот лек за секоја болка. Наде Далевска во следниве минути ја слушаме со љубов се што ми треба. Вечна пролет, со тебе сум јас, ти ме обземаш, ми оставаш траг и ми даваш полет, за мене, за нас, мрако светлуваш. Сакам да те добирам силно, да те чувствувам до крај на безкрајот. Земи ме, носи ме, со тебе имам се. Трикови и нема лажни стихови. Не, 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 нема тука чувства пези. Има сила, факти важни, ти ме изпълнуваш. Земи ме, носи ме.
соништа и пурпурни неба. И кога имам се, најважна пак ми е љубовта е се што ми треба. Земи ме, носи ме, со тебе имам се, соништа и пурпурни неба. И кога имам се, најважна пак ми е љубовта е се што ми треба. Е се што ми треба, е се што љубовта е се што ми треба, е се што ми љубовта е се што ми треба. Токму така, љубовта е се што ми треба, Наде повели. Огромна чест и задоволство е да се биде овде да се обележи овој ден, односно Интернационалната недела на медицинските сестри. Вие сте наши секојдневни херои. Длабок поклон и огромна благодарност. Многу пати денес слушнавме дека медицинските сестри не се вистински ангели, ама затоа најверојатно се втората најдобра работа на светов. Затоа што лекуваат, затоа што менуваат животи. А кога се менуваат животите, тоа е исто како херојско дело. Последниве минути еве поемате и на Оливера Атанасовска, специјално создадена за оваа пригода. Ангели. Оливера, повелете. Во очите грижа неизмерна, во срцето љубов безусловна. За тебе, за мене, за нас. Ангели ги нарекуваме, тоа име совршено им прилега. На изгреј сонце со поздрав кон небесата молитви редат. Напладне со ѓаволот кој живот и коси компромис прават. На полноќ товарот на годините вешто го скриваат под пазувите, додека ги зидаат урнатите соништа и будно бдеат над судбините. Ангели ги нарекуваме, тоа име најмногу им прилега. И вечно, распнати помеѓу радоста и тагата, секојдневно се сведоци на првиот плач во новиот живот. И длабоката воздишка на срце, кое со времето се зголува. Затоа, ангели ги нарекуваме, тоа име од Бога им е дарено. Нека е честит меѓународниот ден на сестринство. На времето Туша Броевски, нашиот ангел ја откреа Ангел си ти. Во времето на пандемијата, кога голем број од медицинските сестри, од медицинските лица, од здравствените работници, се простивме од нив, за жал, бевме сведоци на нивното херојство, бевме сведоци на нивната љубов. И затоа денес, повторно, Ангел си ти, со гласот на нашиот Даниел Дан, за кого една искрена и огромна благодарност и ве молам еден огромен аплауз за се што денес направи за овој настан. Така, повели Дан. Без скромност. Малку фонија, неверојатно. Добар ден на сите, ви благодариме на сите што останавте покрај топло време, иако денеска мислевме дека можеби малку ќе ни заврне. За почеток би сакал само да кажам дека ми е чест што сум од организацијскиот дел на Сдруженијето за нас и на Унијата. И драго ми е што можам со мојот допринос да помогнам на медицинските сестри и се надевам дека во скоро време ќе го добијат она кое што тие го заслужуваат. А сега можеме заедно да пееме Ангел си ти. Видиме раце.
пресекавам кога од сон ме разбуди, со погледот душа ми отвори. Посакам миг да те имам и вечно крај мене да си ти, а кога љубов ми подари, а душа белек ми остави. Ангел си ти, јас пеам за тебе, ангел си ти, те чувам од себе. Ангел си ти, кој само за мене може да запривеме. Ангел си ти, јас пеам за тебе, ангел си ти, те чувам од себе. Ангел си ти, кој само за мене може да запривеме. Патот по кој сега чекорам, со рози е послан и нема крај. А кога ја скрет те прегнам, сенките две, кој една се знае. А љубовта обична ја смени во посебна. Ти си мојот благослов, кому давам се во животот мој. Ангел си ти, јас пеам за тебе, ангел си ти, чувам во себе. Ангел си ти, ангел си ти, јас пеам за тебе. Ангел си ти, чувам во себе. Ангел си ти, кој само за мене може да запривеме. Нека ви е честит медицинска религија. Благодарам на сите, имате гов ден. Ете, медицинските сестри знаат да се забавуваат. А сега, Дани, ќе одиме ли со видеопораките или одиме со најава на Ленче и Горан Кукич? Дани? Со Ленче и Горан Кукич одиме. Ајде! Во моментов, значи ги покануваме на сцената луѓето кои што имаат многу љубов во своите песни. Во моментов ги покануваме дуетот и во животот и на брачните стази и на оно што значи македонска музичка сцена. Знам дека ќе сакаат да кажат барем една или две реченици, затоа што нивната музика изобилува со многу љубов, ама и самите беа сведоци на љубовта која што медицинските сестри од сите профили ја даваат, особено во времето на пандемијата. Ленче, повелете, може и да им се обратите на присутните. Ве поздравувам сите, ви го честитам денот и вака секогаш да ни помагате, бидејќи ние, јас и Горан, можам за нас да кажам, сме ви до небо благодарни, бидејќи кога бевме болни во 8 септември не знаете колку вашите колеги ни пружија помош. Ви благодарам, ама на вистина ви благодарам. Ова е без лице. Од срце ви благодарам.
сонца, седум неба, една приказна. Ништо друго не ми треба, само љубовта. Безброј сонца, седум неба, една вистина. Та љубов сите лаги и победува. Ленче и Горан Купич, една вистина на вистина. Само љубовта е се што ни треба. И пред самиот крај, благодарност за сите вас што сте тука. Благодарност за учесниците нашите уметници. Благодарност за господјата професор доктор Елизабета Георгиевска, министерот за здравство Беким Салиу, директорот на јавната здравствена установа специјализирана болница за гериатрија и палијативна медицина 13 ноември Скопје доктор Салија Љутифи, директорот на јавната здравствена установа за физикална терапија и рехабилитација доктор Маја Манолева, на директорот на јавната здравствена установа Здравствен дом Железничар и доктор Маријана Данич, за директорот на општата болница Струмица доктор Катерина Кузмановска, за директорот на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи доктор Мера Исмаили, за директорот на Средното медицинско училиште Ѓорче Петров Петра Лукаровска, за Сдруженијата на пациенти Нефрон, Хера, Раст, Лулка, Пеперутка, Сојузот на диабетичари, за Сдруженијето за емансипација, солидарност и еднаквост на жените Исавка Тодоровска, за Сдруженијето на лаборанти, за представниците од Средното медицинско училиште Панче Караѓозов од Скопје, за представниците од Министерството за труд и социјала, за представниците од Министерството за образование, за представниците од Православната црква, за представниците од Католичката црква, за нашиот уметник кој што цело време беше тука, Живко Поповски Цветин, за Љубиша Карамфиловски, председателот на самостојниот синдикат на здравство, фармација и социјална заштита, и пред се на медицинските сестри, нека ни е честит меѓународниот ден на сестринството, да сте ми живи и здрави.
здрави, за да можете и понатаму со љубов да си ја извршувате вашата професија. Со ова завршува централната манифестација, меѓутоа ќе ве замолам да ги поздравите прекрасните млади играорки од студиото Фолклор, кои што ќе настапат со игри и песни од Источна Македонија, затоа што знаете како велат, светот останува на младите. Ама затоа е тука искуството на повозрастните. Да се видиме до година заарно во име на Унијата на Сдруженија на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Ви благодарам што денес бевте со нас.
Само 19:07 Тарава. Да, шифрата е. Влезете се слободно. Да. Ама и влезете се слободно. Ја на снимање некој завршил, само ќе завршувам текстот.